Трибини, предавања и работилници на теми од областа на врсничко насилство, булинг, јавен ред и мир, говор на омрза, трговија со деца, питачење, се само дел од активностите на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на општина Куманово за 2024 година. Извештајот пред советниците на вчерашната седница го презентираше Лиле Младеновска од Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово. Текот на целата учебна година, 24-та, сме посветени на едукативни предавања, работилници, трибини, дебати, тркалезни маси на тема на врсничко насилство, булинг, правна социјализација, односно учење што е прекршок, што е кривично дело, што се санкции по истите, јавен ред и мир, што значи нарушување на јавен ред и мир, говор на омрза, трговија со деца, предавања, во однос на питачење кампања низ градот во текот на целата година. И минатата седница напоменавме да покренавме иницијатива за пронаоѓање на механизми да ги тргнеме децата од улица. Со советникот Салиевски сме во договор. Требаше во април месец да ги собереме тие семејства што ни питачат, но поради случувањата во Кочани тие активности наши се договорени и ќе правиме напори овој договор, овој проблем со овие деца на улица да го истуркаме до крај. Предавања на тема злоупотреба на дрога, улично дилерство, кои се законски казни за тоа, кои се ризици, опасности по нивното здравје, болести на зависности. Кампањи и предавања за стоп за пиротехника. Во овие предавања учествувале и лекари од Универзитетска клиника за пластична хирургија и лекари од хирургија при Општа болница Куманово. Посета на кафе објекти, казина и облажавалници со напомена да не се овозможува присуство на малолетници во овие објекти, да не се служи алкохол и да не им се овозможуваат игри на среќа. Предавања, трибини на матуранти под мото безбедна матура, односно слави матура без возило, алкохол и употреба на опојни дроги. Мора да констатирам дека бидејќи сум вклучен во Вибер групата, па гледам комуникација и ги следам работите, а и сум често пати поканета на овие настани. Токму затоа што се обемни настаните и често пати имате и состаноци, се координират настаните со учениците во училиштата со децата. Родителите го доживуваат како дополнителна обврска и често пати се менуваат во Општински совет за превенција, што значи дека оние што навистина работат на терен се за пофалба, исто и вие претседателке сте за пофалба со сите тие активности, особено затоа што станува збор за дружење на ученици кои се од различни етнички заедници. Децата наши не се познават и тоа се ретки случаи кога може да се запознаат и да си ги споделат, односно да си ги запознаат разликите, да се почитуваат. Зборувате на многу актуелни теми, зборувате за коцкање, зборувате за дрога, зборувате за питачење, меѓутоа за деликвентно однесување на децата им кажувате што е јавен ред и мир, меѓутоа она мене што ми недостига е тоа што и во училиштата сте постојано присутни, колку и пати да им укажуваме на учениците и на децата дека тоа не е исправно така да се постапува. Не сум за репресија, меѓутоа сум за поголема присутност на СВР на теренот и едноставно опоменување на тие деца кои се фатат дека работат нешто, дека се опоменуваат, односно она што го зборуваме во Совет на превенција да се гледа дека и навистина е дека така треба да се действува на теренот. Во спротивно, исто работилници да одржиме на една иста тема, децата само може да кажат па така не е во реалност, тоа се случува, вака се случува, значи до постапувањето на СВР во Куманово е многу битно за да се потврди оваа ваша работа и вклученоста и на родителите и на учениците. Најчесто се вклучени родители кои имат совест, меѓутоа јас се апелирам до вас да вклучите родители
кои имат деца кои веќе се во училиште како познати по своите девијантни појави, за да многу повеќе се работи со дадени ученици, со дадени родители кои не постапуваат соодветно на законот, отколку со овие родители и деца кои ги почитуваат законот и правилата. Во секој случај, честитки за работата и за спојувањето на учениците од различни делови на градот.